Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. 15 месеци казна затвор доби лекарот анестезиолог кој на TikTok во живо емитуваше видео од тетовската болница на која се гледаат пациенти и вработени лица. Од Управата за хидрометеоролошки работи известуваат дека е регистриран висок водостој на реката Вардар во горниот дел на течението, како и на реката Пена во Тетово. Денеска во општина Тетово се одржа првата конститутивна седница на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво. Една година и 3 месеци казна затвор доби лекарот анестезиолог кој на TikTok во живо емитуваше видео од гинеколошкото оделение на Тетовската болница, на кое се гледаат пациенти и вработени лица. Тој денеска пред судот ја признал вината и се извинил. Затворска казна од вкупно 15 месеци за Вајлтон Дервиши, анестезиологот кој снимаше на гинеколошкото оделение во Тетовската болница и во живо на социјалната мрежа TikTok објави видео во кое се гледаат пациенти и персонал. Во Тетовскиот основен суд денес по одржувањето на главната расправа, судијата донесе пресуда со која се прогласува за виновен за 2 кривични дела: несовесно работење во службата, како и невластено снимање со што на оштетените пациенти и вработените лица им ги повредил правата и им нанел поголема штета повредувајќи нивната приватност и углед. За кривичното дело несовесно работење во службата од член 353В став 2 во врска со став 1 казна затвор од 1 година. За кривичното дело неовластено снимање по член 152 став 2 од кривичниот законник казна затвор во трајање од 5 месеци. Согласно горе наведените членови, судот го осудува на единствена казна затвор во трајање од 1 година и 3 месеци, во која казна му го пресметува и времето поминато во притвор од 14.4.2023 година до денешен ден. Дервиши ја признал вината и се извинил поради што судот одреди куќен притвор до правосилноста на пресудата. По објавувањето на писмената пресуда е дозволена жалба. Судот одлучи мерката притвор да му се укине и да се замени со друга поблага мерка, сметана од денеска до 60 дена. Судот се определи за ваква казна бидејќи во конкретниот случај преовладуваат олеснителните околности. Дека истиот го признал делото, ветил дека во иднина нема да стори вакво или слично дело, се извинува на сите лица кои се оштетени, дека е во лоша здравствена состојба, дека е татко на 2 деца и други околности. По објавувањето на видеото на TikTok од оделението за киретажа во кое се гледаат пациентки и персонал кој им пружа помош, следеа низа остри реакции како од пошироката јавност, така и од институциите, пошто тој беше отпуштен од работното место, а лекарската комора донесе одлука за одземање на лиценцата за работа во рок од 7 години за етички прекршок во работењето. Од Управата за хидрометеоролошки работи известуваат дека е регистриран висок водостој на реката Вардар во горниот дел на течението, како и на река Пена во Тетово. Иако се уште има простор до прагот на излевање, од УХМР предупредуваат на внимателност во горниот дел од сливот на реката Вардар заедно со притоките. Од Управата за хидрометеоролошки работи известуваат дека е регистриран висок водостој на реката Вардар во горниот дел на течението, како и на реката Пена во Тетово. Иако се уште има простор до прагот на изливање, од УХМР предупредуваат на внимателност во горниот дел од сливот на реката Вардар заедно со притоките, односно Тетовско-гостиварскиот регион и Полошката котлина. Од страна на локалната самоуправа пак е активиран регионалниот штаб за справување со кризи и на кризните точки веќе се испратени 2 багери за расчистување и проширување на коритото на реката Пена во долниот дел од градот и од страна на водостопанство на Македонија Тетово. Се интервенира на Поројска река на регионалниот пат Тетово-Јажинце. Исто така од сабота ќе се интервенира со 2 помали багери на коритото на Речичка река кај наплатната рампа на автопатот Тетово-Гостивар и на другите критични точки. За настанатата состојба со подигнатото ниво на водите, Центар
Центарот за управување со кризи Тетово е во постојана соработка со Дирекцијата за заштита и спасување Тетово и водостопанство на Македонија Тетово, откаде известија дека засега имало само помали изливања и се работи на чистење на истите. Последните мерења за нивото на реката Вардар, кои управата за хидрометеоролошки работи ги има направено утринава во 7 часот и 30 минути, покажуваат дека поради обилните врнежи од дожд изминатите денови има зголемено ниво и кај железничкиот мост во Скопје и во Велес. Според мерењата на УХМР, зголемување на водостоите се измерени и на реката Триска кај Македонски Брод, на Пчиња кај Катлановска бања, Брегалница кај Штип и на реката Струмица кај Сушево. Пониско ниво од просекот за мај има реката Црн Дрим кај Ложани, Крива река кај Крива Паланка и Брегалница кај Берово. Во однос пак на водостоите на Дојранското, Хридското и Преспанското езеро. Мерењата на УХМР покажуваат дека се во рамки на просекот за овој месец. Во нашата држава беше доволно уценување и преговарање за плати или дали треба и колку треба луѓето да бидат платени. Мораме да се грижиме да носиме системско решение. Тоа е новиот дух на креирање на решенија и политика во нашата земја, истакна денес вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетичи. Знам дека некогаш ќе кажете да, уште колку време треба, уште малку време да дојдеме до системско решение. Но отпорот е голем од сите чинители затоа што не сме навикнати на решавање системско на проблемите. Навикнати сме да имаме секојаш со нешто да преговараме и со нешто да уценуваме некого, и затоа јас во една прилика на економско-социјалниот совет кажав: драги мои синдикалци, да го решиме една за секојаш проблемот со платите, почнете да се занимавате со добри побитни работи во нашата земја. А тоа е со правата на другите права на работниците, со подобри услови за работа, со подостоинствен третман на работниците на секој едно работно место. Има мноштво на други работнички права во кои што синдикалците може да застапуваат, а не секогаш секоја година да зборуваме само за плати. Не може да има очекување дека ние ќе стигнеме до вистинската цел, а тоа е целосно зголемени плати за, како што синдикалните организации веруваат, за 50, 60, 70, 80, веднаш, денеска, сега. Туку тоа е период на прилагодување, но кој што би требало да почне најбрзо што е можно да се аплицира. Секако, сите сме свесни за се што имаме како предизвици во нашата економија, и затоа сметам дека местото на договарање е диалогот на економско-социјалниот совет и не е едно друго место. Денеска во општина Тетово се одржа првата конститутивна седница на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво. За председателка на советот беше избрана професорката по казнено право Блерта Ахмети. На ова седмица за председател беше избран професорката Блерта Ахмети, исто така е усвоен и правилникот за работата на советот. Во овој совет има представници од секторот за внатрешни работи на Тетово, Центар за социјални работи, има представници од Советот на родителите на основните и средните училишта, од Унијата на учениците во средните училишта, исто така од Адвокатска комора, и има представници од Советот на општина Тетово. Овој совет има 17 членови кои имаат мандат 5 години и може уште еден мандат да се избират ако оние сакат. Во својство на веќе избраната председателка на Општинскиот совет за превенција на детското престапништво во општина Тетово, ве известувам дека денеска имавме и прва конституивна седница каде што беа присутни мнозинството од членовите кои веќе се членови на овој совет. Можам да кажам дека ова е еден голем чекор што ја направи самата општина Тетово со формирање на истиот совет, каде што во својство на представник на правниот факултет, конкретно Универзитетот на Југоисточна Европа во овој совет, бев и предлагаш за ова законска обврска да се направи од страна на општината Тетово, и истата веќе, како што гледате, има и резултат. Имаме општо вкупно 17 членови кои се представници од различни државни институции. Исто така, мислам дека според овој
состав ќе имаме продуктивна работа и можам да констатирам дека истиот совет ќе биде продуктивен во неговата работа, превземајќи конкретни действија и активности со превентивен карактер. Министерката Јованка Тренчевска и министерот Љупчо Николовски денес ја промовираа програмата за поттикнување на потрошувачката на свежо овошје и почеток на кампањата Здрав оброк за секое дете. Ја остваривме нашата цел здрава ужинка за секое дете од најмала возраст. Нашите најмали, децата од сите градинки од државата, ќе уживаат јадејќи свежи овошки и тоа наши, домашни, македонски, произведени во нашите овоштарници од нашите земјоделски производители. Оваа програма е продолжение на се она што започнавме како земјоделска реформа минатата година, но сега со двојно поголем буџет. Затоа оваа година издвоивме 40 милиони денари, со кои што ќе се откупат 880.000 килограми овошје од прва класа, и тоа најмалку 90.000 килограми кајсии, 175.000 килограми праски, 168.000 килограми сливи, 74.000 килограми круши и 370.000 килограми јаболка. Секое дете еднаш неделно ќе добие по 1 килограм свежо сезонско овошје. Тоа е целта децата да јадат свежо овошје, кое е соодветно на сезоната во која што истото се произведува. Офатени ќе бидат 38.000 дечиња од сите градинки во државата. Со цел овошјето да биде навистина свежо, предвидено е да се доставува до градинките еднаш неделно во текот на следните 5 месеци, заклучно со 15 декември. Децата ќе го меморираат вкусот на македонските праски, на македонските сливи, кајси, круши и на македонското јаболко. Ќе знаат да го препознаат нивниот интензивен вкус на сочни овошки, какви што успеваат под нашето поднебје. Кога ќе пораснат, ќе знаат да направат разлика и секогаш ќе го бират локалното, ќе го бират домашното и македонското. Одбележување на 80 години од загинувањето на првоборецот Илјо Антески Смок денес организираше тетовската организација на Сојузот на борци. Во Тетово денеска беа одбележани 80 години од загинувањето на првоборецот Илјо Антески Смок. Одбележувањето во организација на Тетовскиот сојуз на борци се одржа пред неговиот споменик во населбата Два Бреста, каде беше одржан историски час за неговото дело и лик. 27 април 1943 година партизанскиот одред се стационира во Ново село Гостиварско. Тука настануваат страшни борби, затоа што најверојатно и предадени од доушниците на злосторникот Джемо Хасан, селото е нападнато. Во тие борби заробени се 12 партизани, меѓу кои и нашиот Илјо Антески Смок. Во борбите загинува и Радован Цонич, наш борец и револуционер од Тетовско, а Душко Поповиќ или Илјо Антески Смок со уште 8 други се затворени и однесени во Тиранскиот затвор. Во Тиранскиот затвор, кој е под управа на квесторе, односно на италијанските воени формации, се осудени на смрт со бесење. За одбележување и тоа што и при самото бесење на Илјо Антески Смок, тој ја покажува неговата храброст цело време, извикувајќи ја паролата смрт на фашизмот, слобода на народот, а пак затворениците со лажиците и тањерите чукаат по прозорите и ја пеат интернационалата. Кога викаме чинот на бесење е навистина негово херојско дело, затоа што тој јамката сам ја ставил околу вратот, со нозете го гурнал столчето и се обес. Пред споменикот на борецот и револуционер Илјо Антески Смок, букет и цвеќе положија повеќе делегации на организации, институции и политички партии. Во продолжение ви ги пренесуваме информациите од најновиот билтен на СВР Тетово.
Вчера вечер во 22 часот и 40 минути во СВР Тетово е пријавено дека на крстосницата на улиците Браќа Ѓуновски, Мајор Чеда Филиповски во Гостивар патничко моторно возило Volkswagen Golf со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 26 годишен гостиварец, удрило во 65 годишен пешак исто така од Гостивар. Во несреќата пешакот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат, каде бил пренесен за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера вечер околу 23 часот и 50 минути лишиле од слобода 28 годишникот Гостиварско село, кој претходно бил пријавен од неговиот 58 годишен татко, дека се однесувал агресивно кон него и другите членови на семејството, а дека него и физички го нападнал. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. 41 годишен гостиварец вчера во 13 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавил дека околу пладне неговиот малолетен син во близина на Гостиварско основно училиште физички бил нападнат од женско лице со кое претходниот ден имале расправија. Се расчистува и документира случајот. Вчера во 15 часот и 20 минути 40 годишничка од Тетово во СВР Тетово пријавила дека околу 13 часот пред двор на Тетовско средно училиште во кое учел, нејзиниот малолетен внук физички бил нападнат од 3 машки лица. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. СВР Тетово апелира до младите да не седнуваат за волан без положен возачки испит. Во спротивно е предвидена парична глоба од 250 евра во денарска противвредност, а со толкава казна ќе се соочат и сопствениците на возилата кои им ги дале да ги управуваат, иако знаеле дека не го положиле предвидениот возачки испит. Секторот за внатрешни работи Тетово значително ги засили превентивно контролните сообраќајни активности во Тетово и Гостивар и повторно апелира особено до младите да не седнуваат зад волан без положен возачки испит и да ја доведуваат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. На возачите почетници пак им се советува во доцните вечерни часови задолжително покрај себе да имаат придружник и да не консумираат алкохол, затоа што управувањето возило без дозвола, согласно член 225 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, представува прекршок за кој е предвидена парична глоба од 250 евра во денарска противвредност, а со толкава глоба ќе се соочат и сопствениците на возилата кои им ги дале да ги управуваат, иако знаеле дека не го положиле предвидениот возачки испит. Во изминатите 4,5 месеци од оваа година, инаку на поширокото Тетовско подрачје вкупно биле откриени и санкционирани 598 лица кои управувале без возачки дозволи, најмногу патнички моторни возила, но и товарни. На Гостиварското подрачје вкупната бројка на санкционирани лица без возачки дозволи годинава изнесува 229. 12-годишната Тамара Груевска од Гостивар ќе ја представува Македонија на овогодинешната детска Евровизија која ќе се одржи на 26 ноември во Ница, Франција, информира од Македонската радиотелевизија по одржаната аудиција. Груевска зад себе има голем број награди од македонски и интернационални надпревари по пеење. 12-годишната Тамара Груевска од Гостивар ќе биде овогодишната македонска представничка на детската Евровизија која што ќе се одржи на 26 ноември во Ница, Франција, соопшти од Македонската радиотелевизија по одржаната аудиција. Солистката Тамара Груевска во текот на нејзиното учество на детскиот Евросонг, како што дополнуваат од МРТВ, ќе биде поддржана од авторски тим од реномирани уметници. Тамара е родена во Гостивар во 2010 година. Своите први почетоци во светот на музиката ги прави на само 5 години и од тогаш постојано е активна на детските фестивали во земјава и странство. Препознатлива е по моќните изведби и неверојатниот вокал. Доказ за тоа се и големиот број на награди кои ги освојува, не само во Македонија, туку и на интернационални надпревари. Првиот низин настап на интернационален надпревар е во 2021 година на Езерски бисери во Струга, каде
што го освојува првото место. Истата година учествува и на интернационалниот фестивал Звездички во Прилеп, каде што освојува највисока гран при награда со нејзината песна "Музиката во мене има дом". Истата година учествува и на интернационалниот фестивал Школькица во Нови Сад, Србија, каде што повторно освојува гран при награда. Во 2022 година пак Тамар учествува и на најпрестижниот фестивал и надпревар во Владимир, Golden Stars Terrain, каде што во конкуренција од 150 надпреварувачи од повеќе земји ја освојува гран при наградата. Гран при награда освои на меѓународниот фестивал Angel Voice во Белград, Србија. Инаку Тамара е ученичка во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар, но и во основното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец во Тетово, одсек соло пеење. Љубовта и посветеноста на музиката ја надградува и со онлайн часови и курсеви кај светски познатата вокална учителка Ширил Портер од САД, се вели во соопштението од македонската радиотелевизија. Почитувани гледачи, тоа беше се за ово издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!